Треба да биде она тамо каде ме места. Затоа е таму таја за тие работи. Ја нисам за тие работи. Срамота и непочитување. Вака дел од граѓаните гледаат на потегот на министерката за одбрана Шекеринска, која не се појави да одаде почит на загинатите борци кај плочата на Карпалак. Положувањето цвеќе таа го замени со Facebook статус. Социјалните мрежи зовреа критики во голем број, ама не само на интернет. Разочарувањето дел од граѓаните го споделија и пред камерата на Алфа. Тоа не е ред. Треба да буде тамо каде што ми е местата. Затоа тоа е одговарна за тие работи. Тоа е срамота, тој што не бил тамо. Тие ги жалиме тие луѓе тамо што погинал. Да сум бил на тоа место, ја ќе одам кај ќе бидем потребно. Ти е јасно или не? Не е во ред, ама може и од здравствени причини не присуствувал, не можам да кажам точно. Дали со ваквиот потек Шекеринска сака да помогне во тенденцијата да се заборави по новата историја, како вистината за вооружениот конфликт во 2001-та? Па би требало да обрне малце поише пажња и цела влада, не само она. Не треба да се заборави тоа беше македонско востание, како да кажем, одбрана македонска. Што не треба да заборавиме никој, не само они. Помалку забораваат и од сегашната поранешната и од Прва светска војна и од Втора и сите се забораваат. Како врви времето и никому ништо. Дали се заборават или што било, лично се гледат за себе кои што гледат јаде. Само во интерес нивни. Тоа е многу тешко да се заборави. Шекеринска не најде време да отиде лично да одаде почит на Карпалак, но пред само неколку месеци се фотографираше со градоначалникот на Кичево Дехари пред знамето на УЧК, што ги разлути граѓаните. Потоа таа се правдаше дека 2001 година е зад нас и вети дека нема да ја повтори грешката. Министерката вчера во прилеп испрати само делегација од нејзиниот кабинет, а зошто таа не присуствуваше, побаравме одговор. Од кабинетот на Шекеринска велат за Алфа дека Министерството за одбрана и армијата со бројни делегации учествуваат на активностите за одавање почит на годишнината од загинувањето на бранителите и дека тоа се правело според договор и распоред во рамки на институциите. Од одбрана додаваат дека министерката утре ќе присуствува на церемонијата во касарната Илинден, каде ќе положи венец пред спомен плочата на загинатите припадници на македонската армија.